Обидувајќи се да го саботираат месецот на македонско-американско наследство, бугарите најверојатно ќе останат без месецот на бугарско-американско наследство. Ова веројатно ќе биде резултатот од скандалозното писмо на нивниот конзул во Чикаго до гувернерката на сојузната држава Мичиген, во која ја навредува македонската нација. Од друга страна, чествувањето на македонската култура во Мичиген ќе продолжи, иако на официјалната интернет страница на гувернерката е одстраната прокламацијата. Од обединетата македонска диаспора велат наместо иселениците од соседните земји да соработуваат и заедно да се борат за поголема видливост во американското општество, официјална Софија меша билатерални односи и спорови и онаму каде не им е местото. Бугарската страна гледаме дека секојдневно работи, се фокусира на спречување на македонското или Македонија во секаков вид на прогрес. Тие не се фокусираат на тоа каков е бенефитот на спојување на соседните држави. За жал, само кога е во прашање бизнис структурата ние гледаме заинтересираност, кога е во прашање интелектуалната структура на признавање на идентитет и така натаму. Ома да има прекрасни пријатели од Бугарија кои што самите го воочуваат ова предводење на политиките од бугарската страна. Обединетата македонска диаспора е во исчекување на одговор од страна на FBI, каде го пријавиле конзулот за транснационална репресија. Тој пак бара средба со тимот на гувернерката за да се дообјасни. Инаку во писмото, освен што македонците во Америка ги нарекува бугарски американци, изразува и загриженост дека прокламацијата ќе се искористи за присвојување на нивното културно наследство. Во писмото конзулот објаснува дека по комунистичкото преземање на Југославија по 1944 година, комунистичката власт насилно промовирала нова македонска етничка припадност. Прво би го истакнал добро познатиот факт дека Македонија е географски регион кој спаѓа во територијата на 4 различни суверени држави – Бугарија, Грција, Албанија и Македонија, поранешна Југословенска република независна од 1991 година. Терминот македонски немаше и не може да носи никаква референца на конкретна македонска етничка група во годините пред 1944. Како повеќе, Македонското министерство за надворешни работи нема никаква реакција ни на оваа провокација која дојде од бугарскиот конзул во Чикаго.